мислам дека да. Не гледате, да. Јас се сеќавам дека ја гледавме. Мислам дека лани ја гледавате лутко. Лани да, меѓутоа и ова... Овај пат не гледам. Да. Не. Финансиските импликации се работи сепак за комунална сфера. Да. Бидејќи се работеше и за финансија, ставиле во финансија, влезахме на финансии, да. Добро. Така е. Не се повтори следната година на кредит. Значи ние като съветническа група во секој случај се видиме воздржани по простата причина што сепак 50 лица со ниски квалификации ќе добијат некаква работа и некакви приходи, меѓутоа тука посебно акцент би ставил на некаквите приходи и ќе го повторам фактички, ќе повторам мојата реакција од минатата година дека некои работи на вистина не треба вака да ги правиме како што ги правиме. Се работи за износот кој што овие лица ќе го примаат, изнесува 6289 денари нето месечно. Со назнака дека овој износ се пресметани погледна до место кој се извршена работа за пол фонд на работни часови до тековниот месец и трошоците за превоз од местото на живење до местото на вршење на работите, како и до местото на изисква. Значи, под било какви стандарди, под било како човечко достоинство на вистина, кога веќе имаме во државата да гарантирана минимална плата, општината буквално да дава зголемена социјална помош на некој што ќе работи само 6200 служители. Мене стварно не ми е јасно зашто го прават. Оно што исто така сакам да го повторам, да го кажам и лани, е што од година во година се полоши ни правим условиите финансиските услови за вид. Прв пат почнавме со ова... Ве молам, здравајте се, слушајте го колегата. Само една минута. Не, прв пат почнавме... на публиката. Знам, на публиката не сам рекол. Значи прв пат почнавме со ова програма во 2010 година и тогаш бруто платата беше дефинирана на 9050 денари, а нетото на 7750. За ова година бруто платата да биде фиксирана на 7600 денари, а нето на 6280 денари. Значи 1400 денари помалку или во проценти значителна бројка се јавува и навистина општината веќе кога веќе им дава на овие луѓе 6-месечен ангажман, би требало оваа сума да се зголеми од тие причини, ние нема да гласаме за одлуката, ќе видиме